Ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Каква е долгорочната стратегија на НАТО за глобалната безбедност во 21. век? Ова беше расправа во фондацијата Heritage вчера во Вашингтон, од каде ќе ви пренесеме акценти, но пред тоа да видиме кои вести прават наслови денеска. Афганистанскиот имигрант обвинет дека планирал самоубиствен бомбашки напад во Њу Јорк се изјасни за виновен по главното обвинение за тероризам, заговор за употреба на оружје за масовно уништување. Наџибула Зази пред Федерален суд во Њу Јорк понеделникот потврди дека Ал-Каида го регрутирала и обучила во подготовка на бомби. Тој се изјасни за виновен и за заговор да изврши убиство во странска земја, како и за пружање материјална поддршка на терористичка организација. 25-годишниот Зази кажа дека Ал-Каида му помогнала да испланира напад во њујоршкото метро, за кој властите велат дека ќе имал катастрофални последици. Ирански официјални лица велат дека раководителот на сунитска милитантна група бил уапсен надвор од земјата и дека имал врски со САД. Иранските државни медиуми известуваат дека денеска бил приведен Абдул Малек Риги на лет од Дубај до Киргистан. Риги е лидер на милитантната група Джундала, која беше обвинувана за неколку смртоносни напади во Иран. Иран пак ги обвинува САД дека ја финансираат групата во напор да го дестабилизираат Иран. Риги имал американски пасош. Поранешниот американски потпредседател Дик Чейни понеделникот беше примен во болница во Вашингтон поради болки во градите. Чейни има долга историја на срцеви проблеми уште од срцевиот удар во 1978 на 37 годишна возраст. Имаше последователни удари во 1984 и 1988, пошто му била направена 4-кратна байпас операција. Во 2001 му беше вграден пейсмейкер за регулирање на чукањето на срцето, а во 2008 беше лекуван поради аритмија. Чейни 8 години служеше како потпредседател на Џорџ Буш. Дали светот денеска е понебезбеден отколку порано? Дали НАТО треба да прерасне во глобален полицаец? Ова се прашања на кои се обиде да одговори председавачот на војниот комитет на НАТО вчера во фондацијата Heritage, каде беше нашиот колега Јане Бојаджиевски. Еве го неговиот извештај. Расте чувството на несигурност и неизвестност во светот и НАТО треба да се справи со тој предизвик. Заканите од глобалниот тероризам се реални, порача адмиралот Ди Паоло. Основна задача на НАТО во 21. век е да се лоцираат и уништат корените од тероризмот, затоа што во услови на глобализација сите страдаме. Тероризмот не познава граници, рече тој. Како денес се справувате со терористичките закани? Еден од начините е да дојдете до изворот на проблемот. Сепак изворот не е лесно физички и географски да се лоцира и затоа мора да се трага насекаде. НАТО мора да спречи Афганистан да стане засолниште на Талебан. Афганистанскиот народ мора да ја преземе одговорноста за безбедноста во своји раце, рече адмиралот. Тој заговара регионален пристап. Вели, решението не се однесува само на Афганистан. И од Пакистан треба да се искорени радикалниот ислам и регрутирањето фанатици. Ди Паола го пофали придонесот на земјите учесници во НАТО мисијата во Афганистан, па во тој контекст го прашавме. Како НАТО планира да ја реши ситуацијата во која Македонија е четврти придонесува според со односот бројност на армија испратени војници во мисијата, но таа сепак се уште е пред вратите на алијансата. The invitation to the Skopje to become Се уште е наваса поканата за членство во НАТО за Скопје и штом ќе се реши проблемот со името, Скопје ќе стане член на НАТО. Тоа е силен политички сигнал што го повторивме. Ние го сметаме Скопје не само како силен партнер, туку и повеќе од тоа, речиси во алијансата, бидејќи единствено нешто што го одложува членството во основа името. НАТО дури денес бележи напредок по 8 години од мисијата во Афганистан, рече адмиралот и повлече дека е потребно трпение меѓу сојузниците затоа што не може преку ноќ да дојде до демократизација на афганистанското општество. Иако фокусот на борбата против меѓународниот тероризам во 21. век е во Афганистан, НАТО треба да се трансформира и да определи сили за брза реакција, доколку е неопходно на било која точка во светот, оцени италијанскиот адмирал. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
И додека Аватар продолжува да ги урива рекордите на гледаност во киносалите во светот и во Соединетите Американски држави, се чини дека е реално очекувањето тридимензионалната телевизија и тридимензионалните филмови да станат наша реалност во блиска иднина. За некои ова е добра вест, но за некои не е. Еве зошто. You should not be here. Тридимензионалните филмови, како Аватар, не восхитуваат со визуелната представа. Филмот и режисерот Джеймс Камерон добија Златен глобус. Но оваа драматична кинематографија за некој создава проблеми со видот, најдоа истражувачи од Калифорнискиот универзитет Беркле. Нормално, кога гледаме предмети одблизу, нашите очи конвергираат. Се случува спротивното кога гледаме предмети во далечина. Мартин Бенкс, професор по оптометрија на Беркле, вели дека 3D не им дозволуваат на очите да ги следат тие правила, зашто фокусот е на предмети блиску и далеку во исто време. Ги концентрирате очите на нешто блиско, но ги фокусирате очите на нешто што е далеко. И тоа води до главоболка и заматен вид. Тоа што вашиот мозок досега го процесирал како нормално, сега го менувате. Ние покажавме дека тоа може да создаде истоштеност. Бенкс вели дека помладите имаат поголеми проблеми. На 50 и 60 години овие проблеми се намалени во однос на тинејџери и помлади луѓе. Бенкс вели дека зборувал со продуценти на филмови и добил впечаток дека постои волја да се направи нешто за проблемите што кај некои луѓе се многу изразени. Но тој додава дека лек за целосно отстранување на теговите предизвикани од тридимензионални видеа нема. Што не е утеха за најранливите, прогнозата е дека трендот на 3D дојде за да остане, со зенит за околу 5 години. Утре во Ньюсфлеш, во Американската ботаничка градина во Вашингтон, илјадници орхидеи ги магепсуваат посетителите. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.